Добро вечер на сите симпатизери, членови и поддржувачи на ВМРО ДПМН. Добро вечер и искрено добре дојде на сите неопределени граѓани и членови на други политички партии кои не поддржуваат и ни се придружуваат кон престојната голема победа за Струга. Почитувани членови на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, господин Антонио Милошовски, господин Александар Николовски, господин Крсто Муковски, почитуван пратеник во Собранието на Република Македонија, госпоđа Лилјана Затуровска, почитуван иден градоначалник на Струга, доктор Владимир Кочовски, почитувани членови на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, председатели на местни комитети, советници, драги пријатели. Имам посебна чест да ви се обратам и го искажам моето задоволство што денес ве гледам во толкав голем број за да му дадеме поддршка на нашиот кандидат за градоначалник доктор Владимир Кочовски. Почитувани, има прашања за кои треба да имаме исти одговори и исти ставови. Тоа се прашањата кои се однесуваат на иднината на нашиот град без разлика од која политичка и етничка групација доаѓаме. Но постојат и моменти кога треба да ги спротиставиме нашите идеи, нашите сугестии и проекти, да разговараме и отворено да дискутираме за нив и повторно да решиме кој од нив е поподобен и покорисен за граѓаните и секако за развојот на општина Струга. За жал, во овој изминат период, кога со Струга раководеше кадар на ДУИ, со право можеме да заклучиме дека нема развој, нема напредок, нема иновации, нема вработувања, нема капитални инвестиции, нема туризам и нема економски раст. Но затоа, почитувани мои пријатели, имаме депонија која ги загадува подземните води и ја нагрдува сликата на овој убав град. Имаме неасфалтирани и несредени сообраќајници. Имаме и така наречени паркинг простори кои никнуваат само онаму каде што сакаше Мерко. Имаме базен на место езеро, бидејќи крајбрежието се претвори во градежна зона, затварајќи ги преграсните видици кон Охридското езеро. Имаме и диви градби, кои како печурки секојдневно никнуваат и ги узурпираат најатрактивните локации во град. Имаме развој на градот, кој не е урбанистички, кој во иднина ќе предизвика низи за последици од неконструктивната политика која ДУИ ја водеше во изминатиот период. Од друга страна пак, ДБ ни нуди кандидат за градоначалник кој замислете че го палел Собранието на Република Македонија. Жално но вистинито. Дали на ваков човек може да му се даде доверба, па со неговите пиромански склоности да се чудите што следно ќе запали. На нашите пријатели албанци од ова место ќе им порачаме. Ние не сме против нив, ни против нивните обичаи, против нивната традиција, против нивната вера и против нивната култура. Ние сме народ кој ги почитува различностите, ги вреднува и респектира, бидејќи ние се водиме од европските критериуми и вредности. Но морам овде пред сите вас да истакнам дека сме крајно изреволтирани кога не се почитуваат националните обележја и националните вредности на нашата држава, кога кон нив се пристапува без респект и почит, кога се селектираат барањата дали доаѓаат од македонци или албанци, кога се става на кантар колку имало цркви, а колку џамии, кога се симнува и пали националното знаме и не се дозволува да се подигне јарбол на кој ќе се вее символот на државата во која живееме, кога се нема чувство за државната химна која е испеана и потекнува токму од овој свет град. Затоа, почитувани граѓани на општина Струга, на ова безредие една за секогаш треба да ставиме крај. Ние, како ВМРО ДПМН, нудиме градоначалник, кој ќе се грижи за сите подеднакво, кој подеднакво ќе ги третира проблемите и барањата на граѓаните, без разлика дали доаѓаат од македонец, албанец, ром,
Турчин или Влав. Ние нудиме кандидат кој ќе се грижи да имаме развиена инфраструктура, равномерен развој на сите сегменти од општественото живење. Ние нудиме кандидат кој ќе знае да почитува и вреднува, кој ќе знае точно да пресече, а при тоа никого да не навреди, а најмалку повреди. Председателот Никола Груевски, во ликот на доктор Владимир Кочовски, пронајде токму таков човек кој ќе биде достоинствен татко на општина Струга, мислејќи подеднакво и излегувајќи во пресред на сите барања и потреби на граѓаните на Струга. Повторува, на граѓаните на Струга. А тоа не значи само на македонците, како што во овој 8-годишен период го практикуваше до сегашниот градоначалник Рамис Мерков. Ќе излегува пресред на сите оние граѓани кои што живеат во општина Струга. Почитувани граѓани, упатувам молба, силен апел до секој еден вас и пошироко на 24 март, масовно, единствено, сплотено да излеземе на избори и да го дадеме гласот за овој чесен, вреден, посветен човек кој од ова мало место ќе направи град достоинствен за живот. Светски туристички бренд, посакуван и баран од странските туристи. Ќе направи да бидеме горди што живееме во градот на непокорот, во градот на нашите природбеници, браќата Миладиновци. Да сме горди граѓани на градот од каде што за прв пат се слушна звуците на нашата национална химна, достоинствено да ги дочекаме поетите од целиот свет на денот на Струшките вечери на поезијата и да не се срамиме да кажеме дека ние сме граѓани на Струга. Да излеземе и гласот да го дадеме за доктор Владимир Кочовски и советничката листа на ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. И за крај, јас ќе бидам нескромен и од ова место сакам да порачам. Одиме на победа во првиот круг!